Јас сум Димитар Ангеловски, тренирам во кошаркарскиот клуб ФМП Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Барбутов, тренирам во кошаркарскиот клуб ФМП Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Ангеловски, имам 10 години. Тренирам во кошаркарскиот клуб Академија ФМП и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Андрей Србиновски, имам 13 години, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Васил Јованов, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Миладиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Милко Божиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Андрей Георгиев, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 11-тото издание од 6-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-2016. Во денешната емисија ќе видиме 3 квалитетни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херој, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои го одиграа 6-тото коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе може да ја погледнете и следаната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова 6-то коло во генерацијата 2003-2004, ќе ги видиме недобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и 6-то коло кај генерацијата 2001-2002. Останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 104-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отварат ова 6-то коло во генерацијата 2003-2004 ја имаат тимовите на Академија баскет и Карпош Соколи. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти од овој надпревар. Кошаркарите на Академија баскет одлично го стартуваа надпреварот и уште во првите 5 минути со серија поени направија солидна предност која од минута во минута се повеќе ја зголемуваа. Се функционираше како што треба и во одбраната и нападот за кошаркарите на Академија баскет, кои направија и двоцифрена разлика до крајот на оваа четвртина. Карпош Соколи нема никакво решение да ги запрат нападите на Академија баскет, па така овој период Академија баскет го доби убедливо со 23-6. Во вториот дел кошаркарите на Карпош Соколи ги консолидираат своите редови и изиграа многу подобро и во одбраната и нападот.
Тотално ги запреа на летите на Академија Баскет и тие беа тимот кој во оваа четвртина ја имаа повеќе топката во свој посет. Тоа допринесе да го намалат високото водство на Академија Баскет со серија поени. Карпош Соколи до крајот на овој период го зголеми своето резултатско конто и неполураме резултатот беше 29-17 за Академија Баскет. Овој период Карпош Соколи го доби со 11:6. Во третиот дел продолжи добрата игра на Карпош Соколи, кој во еден момент стигна и до едноцифрена негатива. Но до крајот на овој период Академија Баскет заигра подобра кошарка и по третиот период повторно имаше двоцифрена предност од 11 поени за 35-24 по 3/4. Во последниот период и двата тима влегоа со императив дека ќе дојдат до победата, а поблиску до неа беа кошаркарите на Академија Баскет, кои имаа солидна предност. Во оваа четвртина се играше изравнето, а во еден момент се играше и кош за кош. Со таквиот распред на настаните, кошаркарите на Академија Баскет и го приведоа до крај надпреварот и стигнаа до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. Последниот период Академија Баскет го доби со 7:6, а конечниот резултат гласеше 42-30. Кај победниците тимот на Академија Баскет со 11 поени најдобар беше Александар Ајтов, 7 даде Михел Аростов, а по 6 поени постигнаа Никола Димовски и Јосиф Тренчевски. Кај Карпош Соколи 8 поени постигна Методи Котевски, а 7 Јосиф Јаковлевски. Наградата од нашите спонзори Виватап за најдобар играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Александар Ајтов од тимот на Академија Баскет. Јас сум Јосиф Јаковлевски, тренирам во Карпош Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мартин Уровчанец, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпош Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Давид Дракчевски, тренирам во клубот Карпош Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Горан Стивановски, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпош Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Антонио Цаневски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Петровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од шестото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2003-2004 се сретнаа тимовите на Квиско Баскет и Илинден. Во останите 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. But
Надпреварот започна со почетно испитување на силите, каде и двата тима играа одлично во одбраната. Тимот на Илинден беа тие кои први поентира и го отворија надпреварот резултатски. Илинден со серија поени го зголеми водството, но тимот на Квиско Баскет со своја серија поени до крајот на првиот период најпрво го изравни резултатот, а потоа и за прв пат победи на надпреварот. Па така првиот дел го доби Квиско Баскет со 7:5. Во вториот период се играше изравната кошарка и двата тима се менуваа во водството, како што им одоликува на еден дерби надпревар во ова коло од генерацијата 2003-2004. Никој од двата тима не направи поголема предност од 2 коша, па така до крајот на полувремето надпреварот беше изравнет. Thank God, all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done sold 100,000 for my album got dropped. And I'm only 23, I'm the shit, now look at me, I'm a boss like my nigga Rose. Hey, shorty asked me for a check, I told her. Така заврши и оваа четвртина со 11:11, но Квиско Баскет се задржа предноста од првата четвртина и на полувремето имаше минимална предност од 18:16. Во третиот дел, надпреварот продолжи со исто темпо како и во првите две четвртини. И двата тима играа одлично и на двете страни од теренот, но резултатската неизвестност и понатаму беше присутна. Се играше внимателно во одбраната и нападот, но Квиско Баскет во финишот на овој период направи за прв пат поголема предност и во пресред на последната четвртина влегоа со плюс 5 позитива, 28-23. Третиот дел Квиско Баскет го доби со 10:7. Во последната четвртина сите очекуваа Илинден со сите сили да го нападне кошот на Квиско Баскет. Така и започна овој период и за брзо време Илинден го изравни резултатот. Имаше и напад да си го врати водството, но Квиско Баскет во моментите кога Илинден правеше грешки, тие ситуации на најдобар можен начин ги искористи и го врати водството на надпреварот. Кога сите мислевме дека надпреварот ќе отиде во драматична завршница, Квиско Баскет се погрижи до тоа да не дојде. Ги запре сите обиди на Илинден и на крајот стигна до нова победа во лигата. Последната четвртина ја доби Квиско Баскет со 10:5, но го доби и надпреварот со 38-28. Победниците тимот на Квиско Баскет, најдобар со 11 поени беше Филип Миладиновски, 8 даде Марко Марковски, а 6 Милко Божиновски. Кај Илинден 9 поени даде Мишел Јаневски, 7 Филип Атанасовски, а 3 Александар Атанасовски. Наградата од нашите спонзори Виватап за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Милко Божиновски од тимот на Квиско Баскет. Здраво, јас сум Војан Становски и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гачаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма кај генерацијата 2003-2004 во рамките на шестото коло се сретнаа тимовите на Киндер Мини Баскет и ФМП Академија.
Во следните 10 минути ги гледаме најдобрите моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на Киндер Мини Баскет подобро го започнаа надпреварот од ФНП Академија. Во првиот период тие беа подобар противник, но не правеа некоја поголема разлика, бидејќи ФНП Академија до крајот на овој период се врати во игра и го намали водството на Киндер Мини Баскет, кој пак ја добија првата четвртина со 7:4. Во вториот период одличната игра на Киндер Мини Баскет продолжи, а ФНП Академија немаше решение за расположените противнички играчи кои го полнеа нивниот кош од минута во минута. Па така до крајот на овој период и до првото полувреме, Киндер Мини Баскет уште повеќе ја зголеми разликата и стигна до солидна пренос од плюс 9 поени со резултат од 22-13. Во третиот дел конечно до израз дојдоа кошаркарите на ФНП Академија, кои одлично заиграа во продолжение на надпреварот. Заморот помалку ги стигна кошаркарите на Киндер Мини Баскет, кои во овој период не личеа на себе. Тоа го искористи ФНБ и со серија поени ја стопи разликата на Киндер Мини Баскет. Сепак предноста Киндер Мини Баскет ја задржа и по третиот период, имаше позитива од плюс 4, 27-23, но залетаните ФНП Академија ја добија оваа четвртина со 10:5. Во последниот период надпреварот влезе во драматична завршница, каде и двата тима ја посакуваа победата. ФНП Академија уште повеќе се доближи до резултатот на Киндер Мини Баскет, се играше во продолжение кош за кош, ФНП стигна и на минус 1 од Киндер Мини Баскет, но тоа беше се што направи на овој надпревар. Кошаркарите на Киндер Мини Баскет ги одбија сите налети на ФНП Академија и стигнаа до победа на овој надпревар. Овој период беше изравнет со 9:9, а резултатот на крајот гласеше 36-32 за Киндер Мини Баскет. Кај победниците тимот на Киндер Мини Баскет, најдобар со 15 поени беше Христијан Георгиевски, а по 6 поени постигна Димитар Јанев и Божидар Гелевски. Кај ФНП Академија 8 поени постигна Андреј Тодев, 6 даде Алек Стојчевски,
а 5 Стефан Трајковски, додека во листата на стрелците со 4 поени се запиша и Мартин Марковски. Наградата од нашите спонзори Vivatap за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Александар Јовановски од тимот на Kinder Mini Basket. Јас сум Ангел Кузев и играм за КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Петар Стојановски, тренирам во КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Бојан Трајковски, тренирам во КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Кристијан Стојановски, тренирам во Кошаркарски клуб Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Срđan Михайловиќ, тренирам во КК Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Данијел Ристовски, тренер на КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Здраво, јас сум Милен Табаковски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мајтов Александар и тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате 6-та сезона од МТМ Кошаркарската лига. Ова не е НБА, ова не е Евролига, ова е МТМ Кошаркарска лига. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова 6-то коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2003-2004. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги на новите топ 5 потези во Јадранската АБА лига, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, завршува и ова 11-то издание од 6-та сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-2016. Ние, драги гледачи, повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие ексклузивно можете да ја погледнете на програмата на МТМ телевизија. Следната недела ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002, кои ќе го одиграат исто така 6-то коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со најновите кошаркарски возбудувања во МТМ Кошаркарската лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!